се задружи на по-битните. Първата беше квартален извещие за извършване на бюджет на община Струмица за първият квартал 2015 година, където беше попълнен бюджет на община Струмица с 25%. И това е пръв път се случва община Струмица да има толкова висок процент на реализация на първият квартал от некоя година. Това е ова 2015 година. Исто така на дневен ред бе годишна сметка на дел от училищата, годишни сметки со завршните финансиски извещия на 3 училища, основни общински училища, от Просениково, Муртино и Просениково, Муртино и Куклиш и основното музичко училище Боро Джони от Струмица. Каде што се гледа дека тие не заоснуват со своите сметки, не заоснуват со наплатата, како што се огромно дрво и другите електрична енергија и другите сметки што ги има заплакени и не должат никому, што е редок случај во општините некоја од основните училишта да не должи по тој основ. Исто така беа пополнети местата на членовите во училишните одбори на основните училишта, на дел од основните училишта, на кои им беше истечен мандатот и беа именувани нови членови. Последната точка беше се однесуваше за извештај за проценка на штета од природна непогода, поплави од внатрешни води на подрачјето на општина Струмица за период февруари-март 2015 година. Во тој извештај беа опфатени дел од лицата што не беа во првиот период на првиот извештај опфатени, и како територијално, така и финансиски, што сега има можност повторно да се пријават. Комисиите беа излезени на лице место и утврдија штетата, која беше процената на 29.080.370 денари. Вкупно беа доставени накнадно, повторувам, 251 ново барање за штета, од кој најголемиот дел беа од населеното место Муртино.